Добро вечер. Законската обврска за поседување на зимска опрема во возилата почнува од 15 ноември, кога задолжително возачите ќе мора да ја имаат во своите возила. Обврската да се носи опремата ќе биде задолжителна без оглед на временската состојба. Ваквата обврска за сите возачи ќе трае до 15 март 2014 година. Започнуваме со урбаните вести. Организацијата на жени на град Скопје ја поддржува кампањата да го направиме насилството видливо. Сојузот на спортови на Скопје ги додели спортските награди 13 ноември. Пензионерите играа шах по повод 13 ноември. Со донација на пакети наменети за самохрани родители и детска представа, Сојузот на жени на град Скопје ја поддржува кампањата да го направиме насилството видливо, стоп на насилството врз жената. Организацијата на жени на град Скопје во пресрет на светската кампања 16 дена активизам против насилството врз жената се вклучи во активностите кои се дел од кампањата, која се одвива под мотото да го направиме насилството видливо, како што истакна претседателката на Организацијата на жени на град Скопје, Тонка Дилевска. За насилството да биде видливо, жртвите треба да се охрабрат и да ја тргнат маската која ја носат на нивните лица, да признаат дека животот со партнерот не е оној за кој сонувале кога стапиле во брак и да се охрабрат да го пријават насилникот. Во периодот од јануари до октомври на СОС линијата 15700 се јавиле 819 жртви. 43% се однесуваат на физичкото насилство, 27% се на психолошкото насилство, 5% се насилство врз децата, 18% врз родителите, кој што е зголемен број, зголем процент во однос на ланската година, 2% на сексуалното насилство и 5% насилство на мажите, уствари од жените врз мажите. Не би сакале ние да семејното насилство да се смета, да се третира како приватен семеен проблем. Затоа што, впрочем, тоа е навистина еден многу сериозен проблем, општествен проблем, кој што треба тука да интервенира и заедницата, и службите кои што се занимаваат со семејното, што го третираат и се занимаваат со семејното насилство, затоа што ние како невладина организација имаме, работиме на многу на насилство, дали сепак не ги имаме тие институционални ингеренции да можеме да постапуваме по нив. Помеѓу останатите активности со кои Сојузот на жени ја поддржува оваа кампања се и донациите на 15 самохрани родители со средства за лична хигиена, како и прехранбени артикли. Од Сојузот на жени потврдуваат дека се свесни дека оваа донација е незначителна, но ќе се обидат да им помогнат на што е можно повеќе загрозени граѓани. Стартувавме со донирање на 15 пакети за најранливата, маргинализирана категорија граѓани, а тоа се самохраните родители. Содржината на пакетите опфати производи од програмата на средства за лична хигиена, производи од програмата на средства за одржување на домаќинство и прехранбени артикли. Меѓутоа, не можеме со една кампања да ги опфатиме сите. Голем е бројот на самохрани родители, токму затоа постепено чекориме, значи оваа акција ќе продолжи во иднина. Кампањата ќе биде поддржана и со детската представа "Не трпи го ударот", напишано од шестоделенката Ана Марковска. Во оваа представа се зборува за тричлено семејство во кое мајката и ќерката трпат семејно насилство. Тајната ја чуваат длабоко во нив, меѓутоа истата се обелоденува кога Мија, измаченото девојче, ги повикува Ана и Никола, нејзини другарчиња, кај неа на гости. Таму тие се неми сведоци на една семејна драма. На почетокот Никола одбива да ја помогне на Мија, меѓутоа подоцна сваќа дека заедно со Ана треба да се јават на СОС за да се реши проблемот. Традиционалниот шаховски турнир на пензионерите на град Скопје денеска се одржа во клубот на Сдруженијето на пензионери Солидарност Аеродром. Манифестацијата се реализира секоја година по повод 13 ноември, денот на ослободување на Скопје. На турнирот, кој е 17-ти поред, присуствуваше и градоначалникот на општина Центар Андреј Жрновски, кој истакна дека еден од приоритетите на општина Центар се и ќе бидат повозрастните граѓани. Секош кога
ќе имаме можност кога треба општинен центар, сакам да ве уверам дека ќе биде на располагање за секој вид на поддршка. За нас како општинен центар ова се прекрасни можности да продискутираме, се запознаеме повеќе, да разговараме за некој проблем, како што и разговаравме на самиот почеток кога дојдов овде, затоа што јас ветив како општинен центар дека ќе соработуваме одлично. 17-ти традиционален шаковски турнир. Имаме покрај организаторот, тоа сме ние, Градскиот сојуз, постојат и домакини, секое издружение во наредната година е домакин. Со оглед на тоа што овој пат Сдруженијето на пензионерите на Центар е домакин, затоа градоначалникот на Центар, на општина Центар присуствува, односно ќе го отвори овој турнир. Турнирот покрај другото е влезен и во програмата на одбележувањето на 13 ноември на градот Скопје, чиј покровител е на овој турнир градоначалникот господинот Коце Тројановски. Во Фудбалската федерација на Македонија денеска Сојузот на спортови на град Скопје традиционално ги додели овогодишните спортски награди 13 ноември по повод денот на ослободувањето на Скопје. Награди и плакети добија 14 спортисти, тренери, професори, а се доделија и награди за животно дело. Прилог на Томислав Атанасовски. Сојузот на спортови на град Скопје денеска им ги врачи наградите 13 ноември на годинашните добитници. Наградите во вид на плакети и дипломи беа доделени на свечена седница што се одржа во Фудбалската федерација на Македонија. Во категоријата училишен спорт наградени се Саледин Зекир од основното училиште Тефиус од Скопје и Маријан Стојановски од средното училиште Ѓорги Димитров од Скопје. Добитник на оваа награда е и спортскиот новинар Горан Милковски од Македонската радиотелевизија за постигнатите резултати во развојот и напредувањето на спортското новинарство. Во категоријата тренер наградени се Руждија Калач, бокс, тренер на боксерскиот клуб Скопје и Индира Кастратовиќ, тренер на женскиот ракометен клуб Вардар, спортски центар Борис Трајковски, заслужна за развој и унапредувањето на женскиот ракомет. За најдобар спортист годинава е прогласен Филип Миркуловски за високи резултати со ракометната екипа Металург, а ракометниот клуб Вардар во машка конкуренција ја доби наградата за најдобра екипа. Професор доктор Александар Туфекчиевски, председател на Сојузот на училишен спорт на Македонија, е добитник на наградата во категоријата спортски работници. Во категоријата општественик, поддржувач на спортот наградени се професор доктор Вуица Живковиќ, декан на Факултетот за физичка култура во Скопје, професор Александар Пујовски, директор на Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија и ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, професор доктор Велимир Стојковски. 13 ноемвриска награда за животно дело добија и професор доктор Добре Димовски, фудбалер, тренер и селектор, професор доктор Димитрија Поповски, најзаслужен за развојот на пливањето во Република Македонија, и Андон Дончевски, првиот селектор на македонската фудбалска репрезентација. Во галеријата Мала станица во организација на градинката 8 март од општина Киселавода и Министерството за труд и социјална политика, а со учество на сите 18 јавни детски градинки од градот Скопје. Утре во 11 часот и 30 минути ќе се означи крај на проектот Скопје низ детските очи. Многу цртежи, ликовни творби во неразлични техники, песни, стихотворби и игри, посветени на градот Скопје, ќе бидат најголемата честитка која најмалите жители на Скопје ќе упатат по повод роденденот на главниот град. На манифестацијата присутните ќе имаат можност да ја погледнат поставената изложба од детски ликовни творби, која е отворена за сите посетители, а на крајот ќе бидат доделени награди за најдобрите 3 цртежи и благодарници за учество на сите останати 213 учесници во овој награден ликовен конкурс. Децата цртаа и твореа инспирирани од убавините на Скопје, откако претходно ги посетија плоштадот, музеите, спомениците, мостовите и други знаменитости, како главни обележја на богатото историско минато на македонскиот народ и на македонската држава, се наведува во соопштението од Киселавода.
Климатските промени може да имаат влијание врз туризмот, но треба да се преземат мерки за негово приспособување, смета универзитетскиот професор Питер Бернс. Во Македонија, смета тој, потребно е да се подигне свеста, односно да се запознаат засегнатите страни кои работат во туризмот во врска со влијанието на климатските промени врз туризмот. На денешната тркалезна маста на тема влијанието на климатските промени на секторот туризам и можности за адаптација, што ја организира Министерството за животна средина и просторно планирање и Програмата за развој на Обединетите нации. Бернс истакна дека Македонија има интересна мешавина од туристички услуги, нудите езерски туризам, можности за посетување на археолошките локалитети, а има и зимски и ски туризам. Климатските промени имаат влијание врз сите овие видови туризам, истакна Питер Бернс. Во однос на руралниот туризам појасни дека во летните месеци може да биде премногу топло и туристите нема да можат да го практикуваат овој вид туризам. Климатските промени може да имаат влијание врз археолошките локалитети, а секако најзабележително влијание ќе има врз зимскиот туризам, бидејќи се менуваат начините на кои се манифестираат врнежите, особено снежните врнежи во Република Македонија. Оние туристички капацитети што нудат ски туризам и зимски туризам, а се на пониска надморска височина ќе бидат засегнати. Раководителот на проектот за изработка на третиот национален извештај за климатски промени Павлина Здравева истакна дека климатските промени не влијаат секогаш негативно. Во сите сектори, па и во туризмот, нагласи таа има можност да се преадаптираат. Лионел Меси поради повреда ќе биде надвор од фудбалските терени до крајот на годината. Новак Џоковик ја одбрани титулата на завршниот мастерс што се одржа во Лондон со победата во финалето над Рафаел Надал. Следуваат спортските вести, но пред нив рекламите.